Битката за иднината на Агенцијата за меѓународен развој на САД подсетува на слична дебата во Британија. Во 2020 година тогашниот премиер Борис Џонсон го спои одделот за меѓународен развој или ДФИД со Министерството за надворешни работи. Ова ќе обедини нашата помош со дипломатијата, ќе ја претопи во нашите дипломатски напори. Секретарот за надворешни работи ќе има овластување да одлучи која земја ќе ја прима или ќе престане да добива британска помош, додека ќе испорача единствена стратегија на Обединетото кралство кон секоја земја. Одлуката на Џонсон се надоврза на скептицизмот на неговата конзервативна партија околу трошењето на помошта, вели аналитичарот Тим Дурант од Институтот за влада. Не е секогаш усогласен со она што тој мислеше дека треба да бидат приоритетите на Обединетото кралство за надворешна политика. Мислам дека дефинитивно имаше чувство меѓу оние од десницата на британската политика дека одделот за странска помош е малку прегломазен или има потреба од подобар надзор. Но овој потек го шокираше секторот за помош, вели аналитичарот Марк Милер од Оди Глобал. Имавте виши менаџери кои во голема мера беа фокусирани на поддршката за националниот интерес на Британија, како и да го толкувате тоа, наместо претходно, многу јасен мандат каде што помошта требаше да даде приоритет кон намалување на сиромаштијата. Во 2020 година трошоците за помош на Велика Британија исто така беа намалени од 0,7% од бруто националниот приход, највисок во групата развиени земји Г7 на 0,5%. Трошењето беше пренасочено. Речиси 1/3 од буџетот за помош на Британија, околу 5,2 милиарди долари, беше потрошен за поддршка на бегалците внатре во земјата во 2023 година. Трошењето за помошта исто така ги одразуваше геополитичките приоритети на Британија, вели Милер. Се посветуваше поголемо внимание на обидот да се надмине конкуренцијата, да речеме Кина или Русија, особено во Азискиот Пацифик. Имаше обид да се зголемат инвестициите во овие региони, додека историски помошта беше многу повеќе фокусирана на Африка. Формирањето на Британската канцеларија за надворешни работи на Комонвелтот и развојот, или ФЦДО, нуди лекции за Вашингтон додека ја разгледува иднината на USAID, вели Дурант. Во примерот на Велика Британија имаше еден вид удар врз репутацијата. Канцеларијата за меѓународна помош имаше многу силен бренд, како и USAID. Тоа има влијание врз моралот и продуктивноста. Ова особено ќе биде случај во САД, но сега постои чувство дека ФЦДО е единствениот глас и дека има многу луѓе кои имаат искуство во развојот и во дипломатијата, која представуваат Британија надвор во земјите, каде што Лондон троши пари за развој. Дурант додаде дека силен надзор на трошењето е од витално значење за задржување на јавната поддршка за странска помош.